Интач со доктор Чарлс Стенли. Споделување на Евангелието низ целиот свет. Следно на Интач, исполнување на ветувањето. It's one thing to know a promise of the scripture, it's something else to experience it. Едно е да знаеш ветување од писмото, друго е да го искусиш тоа. Така, кога зборуваме за Божите ветувања, Библијата е полна со нив. Ние зборуваме за тоа. Многу луѓе велат дека се 40.000, 32.000, 8.000. Како што рековме претходно, важната работа не е колку многу се, но фактот дека Бог го одржал секое ветување што го дал и никогаш не заборавил ниту едно. Неговите ветувања доаѓаат во две форми. Тие се или условни, што значи дека тој ветува врз услов на нешто што мора или не мора да се случи, и тој ветува безусловни ветувања, што значи дека тој ветува нешто дека ќе се случи и без оглед на околностите тоа ќе се случи и не може да се промени. Тоа е еден прекрасен Бог кој не љуби и кој има желба да ни ги даде ветувањата по кои ние треба да живееме. Ако помислите на тоа за момент, многу луѓе се прашуваат зошто Бог не одговора на нивната молитва. Една од основните причини е фактот дека бараат работи кои не се по Божја волја. И второ, тие се сомневаат. Една од основните причини што луѓето се сомневаат дека Бог одговора на нивните молби е затоа што тие немаат никаква основа за тоа. Тие бараат и тоа е чувство, надеж или посакување, но нема основа. Ако барате од Бог да ви даде водство во некоја област или нешто кое ви е потребно во животот, вие треба да имате основа за тоа за да можете да се задолбочите во тоа. Вие треба да имате ветување од Божиот збор. Има многу ветувања во Божјото Слово и има ветување за секоја поединечна работа која ни е потребна на мене и тебе. Тие се таму. Затоа, она што сакам да го направам во оваа порака е следното. Сакам да употребам една случка, еден настан од Стариот Завет како правец за да ви покажам како Бог одговора на молитвата, како тој се справува со неговите ветувања. Ние рековме дека понекогаш тој има безусловни ветувања. Тие ќе бидат на тој начин, ништо не може да ги промени. Затоа сакам да ја следиме таа насока. Сега не значи дека вие никогаш не сте слушнале за тој настан. Она што сакам да го видите е, сакам да ги видите принцип по принцип во сценарието со Авраам. Затоа да почнеме од самиот почеток. Сакам да свртите во глава 12 од Постанок. Го читавме овој пасус порано, но сакам да го прочитаме јасно ова ветување што Бог го дава на Авраам во првите неколку стихови. Почеток на глава 12, стих 1. Господ му рече на Авраам: излези од земјата своја и од родот свој, од татковата куќа, во земјата која јас ќе ти ја покажам. Јас ќе те направам голема нација и ќе те благословам и името твое ќе го прославам и ти ќе бидеш благослов. Ќе ги благословам оние кои те благословуваат, а оние кои те проколнуваат, јас ќе ги проколнам. Преку тебе сите фамилии на земјата ќе бидат благословени. Тие се 8 безусловни ветувања од Бог до Авраам. Сега оно што сакам да го видите, сакам да забележите, што се случува во животот на овој човек, бидејќи поминало долг период пред Бог да ги исполни сите овие ветувања. Една од причините што ние пропуштивме некои од Божите најдобри благослови во нашиот живот е затоа што неговиот временски период не се вклопува со нашиот. Секако, гледаме, тука има совршен пример во овој пасус, како што ни покажува помеѓу глава 12 и 22, што се случува кога луѓето не се спремни да чекаат за Божите ветувања, кога ги земаат работите во нивни собствени раце и што се случува како резултат на тоа. Затоа да погледнеме овде и првата работа која сакам да ја запишете во вашите белешки едноставно е ова, а тоа е дека Божите ветувања се јасно наведени. Бог никогаш нема да ви каже: сега, еве што мислам јас околу тоа. Или тој нема да каже: сакам да размислиш. Или тој нема да каже: еве кој сум јас. И еве што би сакал ти да правиш. Па ти се справи некако. Божите ветувања се кристално јасни. Нема магловита нејасна работа на несигурно ветување во Божиот збор. Така, тој ветува многу, многу јасно. Има многу ветувања во писмото. И има многу од тие ветувања што се однесуваат на тебе и мене, исто како што се однесуваа на Авраам. Велите: добро, јас не сум христијанин, многу долго. Тоа нема врска. Бог не ги менува неговите принципи. Внимавајте. Тој го љуби секого од нас безусловно. Тоа значи, тој го сака најдоброто за секој од нас.
Неговите ветувања го вклучуваат секој аспект од нашиот живот, бидејќи тој има за цел за твојот живот. Некогаш луѓето си мислат, кој сум јас и Бог нема никаква цел за мојот живот. Да, Бог има. Ти не го слушаш него. Тој има цел и план за твојот живот. Тој сака да постигне нешто преку тебе. Така, првата работа што Бог ја прави е, тој го прави неговото ветување многу јасно. Но втората работа што сакам да ја забележите е ова. А тоа е, со Бог слушајте, со неговите ветувања доаѓа јасно водство. Например, ако го барате неговото водство и срце за нешто и Бог вели, еве што сакам да направиш, Бог никогаш нема да те остави сам да измислиш се. Во 6 стих Библијата вели дека Авраам ја измина таа земја во должина дури до Сихем и до високиот Даб Мамре. Тогаш во таа земја живееја хананејци. Сега, зошто тој го кажува ова? Затоа што Бог сакаше тој да следи одредена насока. Сега, гледајте го ова внимателно, бидејќи заради ова луѓето се наоѓаат во неволја. Тие не го следат Божиот правец. Тие почнуваат да го следат Божиот правец, а потоа чувствуваат. Ќе тргнам одовде. И така вели, хананејците беа во земјата. Запаметете, хананејците, ферезејците, евејци, евусејците, сите ејци. Тие беа непријатели на Божите луѓе. И така, Бог му вели овде, јас ќе бидам со тебе. Така, важната работа е дека ние препознаваме дека Бог ќе не води во она што Тој ќе ни каже да го правиме. Помислете на сите одлуки што треба да ги донесете во животот. И помислите на одлуките кои се појавиле за кои јас и ти не сме ниту планирале работи, за кои дури немаме никакви детали. Но Бог вели, јас ќе те водам. Тоа е ветување кое припаѓа на секое Божје дете. Ти не можеш да донесеш ниту еден проблем, а тој да не знае се за тоа. Ти не можеш да донесеш ниту едно прашање за кое тој нема одговор. И тој нема да каже. Па можеби, тој нема да каже. Ќе размислам за тоа и не сум размислив. Заборавив. Бог сака лично да биде вклучен во секоја поединечна област од твојот живот. Бидејќи тој те познава, а ние живееме во свет кој е зол, грд, корумпиран. Како сакате, наречете го. И сатаната е нашиот непријател. И така, Бог сака да биде вклучен во секој аспект од твојот живот. Понатаму има и трета работа која е важна, а тоа е ова. Треба многу пати во животот да има време на лично обожавање и медитација во нашиот живот. Барајќи го неговото водство и правец. И колку покритична е одлуката, толку повеќе ти и јас би требало да поминеме. Правејќи што? Она што го зборуваме овде, медитирајќи над неговото слово. Што вели тој? Како работи тој? Повеќе од веројатно ти и јас никогаш нема да дојдеме на место во животот каде што мислиме. Да, го сватив тоа. Кога некој е толку дрзок за разбирањето на се, подобро внимавајте, затоа што времињата се менуваат, работите се менуваат, Бог не се менува. Но Бог може да го промени нашето чувство за насока. Тој може да го промени она што ние го правиме. Бог може да дојде кај тебе утре и да каже, знаеш што, не сакам повеќе да работиш овде. Велиш, па тоа не може да биде од Бог, затоа што е толку тешко да се најде работа. Ако Бог рече, сакам да ја напуштиш работата денес, имам уште нешто за тебе, би рекол, па знаеш што, тоа не е ни разумно. Јас не сум за тоа, тоа не може да биде Бог. Не ги подценувате Божите изненадувачки интервенции во вашиот живот, затоа што еве едно од работите што Бог сака да ги направи. Што сака да направи тој во секоја промена во нашиот живот? Тој го прави тоа на начин што само тој може да добие заслуга за тоа. Број 1. И второ, тој сака ние да научиме да му веруваме, а за да го направите тоа, треба да останете во правилен однос со него. Еве што најдовме овде во почеток на стих 7. Сега Авраам веќе е во преселба. Господ му се јави на Авраам и рече, оваа земја ќе му ја дадам на твоето потомство. Така, тој изгради еден олтар на Господа кој му се јави. Потоа во 8 стих писмото вели: потоа оттаму се премести на ридот на исток од Ветил и го растна својот шатор. Ветил му беше од запад, а Гај од исток, и таму му изгради жртвеник на Господа и го повикуваше името Господово. Што гледаме дека прави тој? Тој се пресметува во правец каде што Бог сака тој да оди и за тоа е потребно време.
Кога тие граделе жртвеник, тоа би можело да биде секаков вид на жртвеник. Но најчесто, на пример, жртвеник од камен и тој куп камења представува нешто. Помислете на сета технологија што ние ја имаме. Нивната технологија беше на вистина едноставна. Куп камења овде, куп камења онде и куп камења таму некаде. Бидејќи тој се враќал назад до истиот куп на камења, писмото ќе ни каже за момент. Тој отишол назад до истиот куп на камења, бидејќи сакал да биде потсетен на она што Бог му го рекол. Еве зошто јас ве охрабрувам да пишувате дневник. Еве зошто ве охрабрувам да го запишувате она што ви го зборува Бог. Бидејќи вие, слушајте, сатаната ќе го украде тоа. Тој ќе ви го одземе точно од вашиот ум. Јас верувам дека Бог честопати ни ги зборува истите барања, повторно и повторно, бидејќи тој знае. Помислете колку зафатени сте вие во секој даден ден. Тој го знае тоа, или нашите умови можат да бидат контаминирани со секакви работи. Бог сака да одиме во центарот на неговата волја, зашто, бидејќи тој го сака најдоброто за твојот живот. И ако има нешто што би можел да го кажам на некој е Бог го сака најдоброто за твојот живот, но ти треба да соработуваш со него. Тој ќе го направи неговиот дел. Тој ќе ти го покаже патот. Тој ќе направи пат. Тој ќе обезбеди начин. Тој ќе направи се што суверениот Бог, кој не љуби, може да направи за да ти помогне на твојот пат во животот. Но ако ти го злоупотребуваш тоа и решиш да си правиш по свое, тогаш ќе западнеш во неволја. Тоа е многу едноставно и многу јасно во Божиот збор, кое што ме води до следната точка, а тоа е ова. Таа промена на курсот од Божиот пат, менувањето на курсот од Божиото водство, што прави тоа? Пред се покажува дека ние се сомневаме во Божиото ветување. Сега, Господи, знам дека тоа е она што Ти го кажа, но, Господи, ова не може да биде вистина затоа што е тотално неразумно. Па да видиме зошто го мислеше тоа. Ако го погледнете овој пасус од Светото писмо во 10 стих. Имаше глад во земјата. Така Аврам слезе во Египет да се пресели таму, зашто гладот беше силен во земјата. Сега, еве што ќе дознаете. За прв пат Египет се споменува во Светото писмо. Секој пат кога тој се упатувал кон Египет, имал неволја. Размислете што му кажал Бог. Сите конкретни работи што му ги кажал, а потоа доаѓа глад и тој вели: "Потобро да отидам на друго место." Го доведе во неволја. Тоа не е единствената неволја што ја имаше, но тоа е дел од тоа затоа што тој излезе од Божиот план, надвор од Божјата волја. И затоа некој вели: "Па не знам дека толку ја познавам волјата Божја." Затоа медитацијата, читањето на Божјото слово, молитвата, читањето на вашата Библија, фокусирањето на вашиот живот на Бог ја прави разликата. Тоа е толку едноставно. Никој од нас не е доволно паметен да го направи тоа сам и да го занемари Божјото слово. Така, ние добиваме насока во нашиот живот. Кога јас и ти бараме Божја насока, и тој знае дека ни треба, кога ни треба јасност. Тој знае кога ни треба уверување. Тој знае кога се плашиме и знае точно што се случува. Вие мора да останете во Божјото слово. Мислите дека можете да живеете без него, но секој пат ќе имате неволја. Медитацијата во словото. Знаете што е ова? Ова е божествен компас кој е совршено точен и ништо не може да го отстрани од точноста. И Бог ни ја дал Библијата да не води и да не управува во нашиот христијански живот. Така, кога ние се обидуваме да ги поправиме работите и да го направиме тоа на наш начин, тоа едноставно не функционира на тој начин. Сега, видете што се случува. Бог ќе го обнови неговото ветување, бидејќи тој сака ние да го следиме него. Тој ќе го обнови неговото ветување за нас, како што ние ќе ја следиме неговата волја. Глава 15, свртете таму. Ние прескокнуваме некои глави заради тоа што работите таму не се неопходни и не се однесуваат на ова. Така, во глава 15, стих 1, вели: "После оние настани слово од Господа дојде кон Аврам во визија велејки: Не се плаши, Авраме, јас сум ти закрила. Твојата награда ќе биде многу голема." Аврам рече: "О Господе Боже, зошто да ми дадеш кога сум без деца и наследник од мојата куќа е Елизер од Дамаск?" Тоа е еден од неговите слуги. А Аврам рече: "Бидејќи ти не ми даде потомство, еден од родените во мојот дом е мој наследник." Потоа слово од Господа дојде кон него велејки:
тој човек нема да биде твој наследник, но оној кој ќе излезе од твоето тело, тој ќе биде твој наследник. И Бог го изведе надвор велејки, погледни во небото и изброи ги звездите, ако можеш да ги изброиш. И тој продолжи, толково ќе биде твоето потомство. Му поверува Аврам на Господа, и тоа му се засмета како праведност. Бог му рече, јас сум Господ кој те изведе од Ур Халадејски, за да ти ја дадам оваа земја да ја наследиш. Потоа секако Аврам рече, ах, Господе Боже, што за тоа и тоа? Она што сакам да го видите е ова. Во прекрасната Божја љубов за нас, каде и да не води тој, а посебно кога патиштата стануваат комплицирани и тешки, и ние не можеме некако да го видиме нашиот пат, тоа е неговата прекрасна благодат дека Бог ќе одвои време и ќе направи се што е неопходно да не увери дека одиме по неговиот пат, иако може да биде тешко, комплицирано и да се оди по неговиот пат, може да биде доведено до прашање. Другите може да мислат, па зошто го правиш тоа? Тој уверува, еве што точно сакам да запаметиш, еве што правам јас, ние ќе го направиме тоа точно како што јас кажав. И така Бог продолжува да благословува. Сега тоа ме води до друго прашање, а тоа е дека понекогаш слушањето на безбожните совети или она што можеби не мора да биде безбожен, но немудар совет, може да предизвика да ги игнорираме Божите ветувања и да излеземе од Божјата волја. И така, најдобриот пример за тоа е 16-тото поглавје. Ја знаете оваа случка. Што се случува? Сара не може да има дете. И така, поминува некое време и таа вели, Аврам, еве што би сакала да направам. Таа го викаше Аврам во тие денови. Еве што би сакала да направам. Ти ја зимаш слугинката, јас ќе ти ја предадам слугинката и така ќе имаме дете. Ова е совршен пример. Излегуваш од Божјата волја, го правете тоа на вашиот начин, наместо на неговиот начин, и секогаш имате проблеми. Дали го слушнавте тоа? Кажете амин. Секогаш имате проблеми. Така сега, овој добар однос што навидом го имаше меѓу супругата на Авраам, Агара и него, сега има непосреден конфликт во семејството. Затоа што писмото вели, тој влезе кај Агара, таа зачна. И кога Сара виде дека зачнала, љубовницата беше презрена во незините очи. Сега, еве еден маж кој живее со две жени во исто домаќинство. Сите добро се служуваа додека тој не го послуша лошиот совет на Сара и го направи она што таа го рече наместо да му верува на Бог. Тој не му веруваше на Бог. Бог вели, еве што јас ќе направам преку тебе, не преку египтјанец, туку преку тебе. И Бог тоа го направи кристално јасно. И така, слушањето на немудрите совети ве извлекува од волјата Божја и обично кога тоа ќе се случи, другите луѓе страдаат како резултат на тоа. Потоа секако, понекогаш исполнувањето на Божјото ветување може да изгледа невозможно кога го гледаме со наши очи. Овде во глава 17 ќе најдеме како Господ му зборува на Аврам што ќе направи тој. Јас ќе ја благословам неа и ќе ти дадам син од неа. Ќе ја благословам и таа ќе биде мајка на народи и цареви на народи ќе излезат од неа. Сега, слушнете го ова, бидејќи не изгледа разумно. Потоа Аврам падна на неговото лице, смејки се и си рече во себе, како може на човек кој е 100 години стар да му се роди дете? Зарем Сара, која е 90 години, ќе роди дете? Така гледаш во овој стих и си мислиш, па Боже, што сакаш да ни кажеш со сето ова? Изгледаше невозможно, зошто порано не дозволи Сара да има син? Зошто е тоа одлагање за четвртина од век? Нема смисла, се додека не го познаете Бог. И кога ќе го видите од Божја перспектива, тогаш гледаме и велиме, ах, сваќам. Така Аврам се смееше. Кога Сара го слушна тоа, се смееше. Двајцата се смееа на Бог, затоа што тој вети дека ќе го направи по негов распоред, во негово време и на негов начин. Но Аврам го следеше Бог, тој се покори на него како што можеше и како што му изгледаше во тоа време. Така тоа ме води до следната точка, а тоа е ова. Исполнувањето на Божјото ветување во животот може да бара од нас нешто што изгледа како да е во спротивност од она што Бог го ветил. Бог ветил дека преку тоа дете, Исак, тој ќе го благослови сето човештво. Така, еден ден Бог му рече на Авраам, глава 22. По тие настани Господ го тестираше Авраам и му рече, Аврааме, тој одговори, еве ме. Тој рече, земи го сега твојот син, твојот единствен сакан син Исак, принеси го таму на планината Морија како жртва, сепаленица на една гора и која ќе ти ја покажам.
Сега тоа немаше смисол воопшто, бидејќи изгледаше како Бог да е контрадикторен со себе си. Тој рече: преку ова дете јас ќе ги благословам народите на земјата, и сега ти ми велиш да го убијам. Сега, ајде да го кажеме со друг јазик, да го убијам. Тоа нема смисол. Со други зборови, тоа не би можел да биде Бог. Бог никогаш не би го рекол тоа. Внимавајте. Еве зошто ние живееме преку ветување и преку покорност, не преку чувство и причини. Бидејќи некои работи едноставно не изгледаат разумни. Но што направи Аврам? Писмото вели многу јасно. Утре дента рано Аврам го оседла своето магаре, зеде двајца од неговите млади луѓе со него и Исак, неговиот син, исципи дрва за жртвата, се крена и појда до местото за кое Бог му кажа. Еве една значајна работа. На третиот ден Аврам ги крена своите очи и го здогледа местото оддалеку. Аврам и рече на неговите млади слуги. Сега погледнете го ова, многу значаен стих во Библијата. Аврам и рече на неговите слуги: останете овде со магарето, а јас и детето ќе одиме натаму, па отколку ќе го обожаваме Бог, ќе се вратиме. Што рече Аврам? Бог ми вети и тој ме доведе до овде. Тој ми даде син кога јас дури и не помислував дека тоа е можно. Тој го направи сето ова. Ако Бог ми вели да го жртвувам мојот син, јас ќе бидам покорен на него, бидејќи верувам дека Бог ќе мора да го воскресне од мртвите, но јас ќе му верувам на него дека ќе го направи тоа. Не беше разумно, но Аврам му веруваше. Ова ме води до последната точка, а тоа е ова. Понекогаш исполнувањето на Божјото ветување може да не води да предадеме нешто многу скапоцено за нас. Така, од сите работи што Аврам ги поседуваше, а тој беше многу богат човек, најважното нешто што го имаше беше Исак, неговиот син. Затоа Бог го нарекуваше него единствен сакан син. Размислете за ова. Исак беше таа врска во синџирот што го држеше родословието на Исус во совршена низа. И така, што направи тој? Го зеде синот на планината, го врза, го легна на олтарот и го подигна ножот за да му го одзеде животот. Интересно е да си спомнете што вели писмото овде кога Исак рече: татко, гледам дрва, гледам како можеме да го изградиме олтарот, гледам оган. Каде е јагнето? Дали помните што рече Аврам? Бог ќе си обезбеди јагне. Сега внимавајте. Исак беше најскапоценото нешто што тој го поседуваше, својот син, но тој беше спремен да го положи за да се покори на Бог. Ајде да ве прашам. Што имаш ти во твојот живот кое не го даваш, го држиш и некако не можеш да го предадеш на Бог? Внимавајте, дали тоа е врска што ја имаш за која не можеш да ги отвориш рацете? Дали е нешто што поседуваш и не можеш да го дадеш? Нешто што е твое? Дали е некој сон што го имаш? Некоја цел која си ја поставил? Некој пат по кој си избрал да одиш? Не си спремен да го предадеш? Ајде едноставно да го кажам ова. Ке завршиш разочаран, во болка, во тешкотија, во страдање, бидејќи непокорноста секогаш води таму. Но ако го предадеш тоа и го дадеш на Бог, внимавајте, нема никогаш да изгубиш. Ти не можеш да изгубиш давајќи си себе си на семокниот Бог преку неговиот син Исус Христос. Ти не можеш да загубиш. Ти не можеш да победиш држејќи го за себе си она што Бог намерил ти да го дадеш. Така, каде си ти во твојот живот? Дали некогаш си поверувал во Исус Христос како твој личен спасител или само си одлучил дека ќе си го живееш својот живот на начин на кој сакаш и некако ќе оди така? Ти не можеш да направиш да оди така. Ти не можеш да направиш нешто да делуваш што Бог никогаш нема да го дозволи, и тоа се вика непокорност. Како верници, ти и јас можеме да одлучиме нешто што не е правилно и Бог ќе ни прости, а ние ќе продолжиме. Но ако ти го одрекуваш Исус Христос, ако го отфрлиш Божиот син, слушајте, Исак беше на Авраам, истото беше Исус на таткото, а таткото го даде Исус да умре на крстот, за да на тебе може да ти биде простено за гревовите, за да ти можеш да имаш дар на вечен живот. Кога ти го отфрлаш него, ти го отфрлаш Божиот единствен пат за свет живот и живот кој е вечен. Затоа, ако се држиш за она што е твое, на твојот начин на живот и го отфрлиш него, што имаш? Го немаш неговото водство, го немаш неговото присуство, немаш ништо. Тоа е измама на ѓаволот дека некако ќе се справиш. Ти не можеш. Ве молам, послушајте ме. Ти не можеш, ти нема да можеш, Бог нема да го дозволи тоа. Најмудрата работа што можеш да ја направиш е да побараш таткото да ти прости за твоите гревови и да му кажеш дека веруваш во Исус Христос.
неговиот жртвен син на крстот, кој умре за да плати за нашите гревови потполно. Ти веруваш во него како твој личен спасител и од овој момент тоа е негов живот. Твојот живот е негов живот, што и да сакаш тој да направи. Најмудрата одлука која некогаш ќе ја направиш во твојот живот, татко, се молам Светиот Дух да ги втисне овие вистини толку длабоко, толку силно, за да не можат да бидат заборавени, да не бидат игнорирани. And from this point on, it's his life. Your life is his life, whatever he wants to do. Wisest decision you will ever make in your life. Да не можат да бидат онечистени на некој начин. Ние те сакаме затоа што ти не љубиш. Никој од нас не би можел да се пофали дека го заслужува тоа. Но ние знаеме во нашето срце дека ти припаѓаме на тебе, заради тоа што ти си не создал. We love you for loving us. None of us Оние од нас кои се твои деца, ние припаѓаме на тебе исто така заради откупувањето. we belong to you by creation. Нашата молитва е да сите луѓе на секаде откријат кој си ти. And it's our И prayer ние како твои деца доаѓаме кај тебе во овој момент за да кажеме: and we as your children come to you this morning. Господе, што и да има во нашиот живот, што не се совпаѓа со твојот план, Боже, ние го полагаме денес пред тебе во името на Исус. Амин. We lay it down today in Jesus' name. Amen. Ако сте биле благословени од денешната програма, ве молам посетете не на веб страната www.intouch.org. InTouch, водејќи ги луѓето низ светот во поголемо заедништво со Исус Христос и зајакнувајќи ја локалната црква. Оваа програма е спонзорирана преку службите InTouch и е овозможена преку Божјата благодат и вашите верни молитви и дарови.